Патрон на градот. Валери, со кои активности, што значи тоа? По кој повод го прославувате вие патронот на градот? Токму така, пред 5 години општинските власти решија 24 мај, денот на сесловенските браќа просветители, како се уште да ги наречеме, да биде прогласен за денот на градот, а за таа цел во градот се организираат низа активности. Во моментот во храмот кој што се вика Свети Кирил и Методи тече утринска литургија со која чиноначалствува митрополитот Брегалнички, неговото високо преосвештенство господин Иларион, а за тоа какви се други активности ќе има во текот на денот ќе погледнеме во прилогот кој што веќе е подготвен, се надевам може да го погледнеме. Пета година поред Свети Кирил и Методи Делчево ги слави како патрони на градот. Свеченоста со низа на активности започнува со света архиерејска литургија во новоизградената црква Свети Наум, која е дел од големиот храм во изградба кој го носи името на светите Кирил и Методи, а се наоѓа во градскиот парк во центарот на Делчево. Со литургијата ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој потоа со кршење на славски колач и водосвет ќе го возобнови и споменот на старата црква Свети Кирил и Методи во дворот на средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, врз која во 1961 година било извршено безбоштво и целосно срушена. На истото место пред 2 години беа возобновени нејзините темели и изграден параклис кој го носи името на ученикот на светите Кирил и Методи, Свети Климент Охридски. Ги информираме граѓаните на општина Делчево дека по повод утрешниот празник 24 мај, денот на се македонските и се словенските просветители Свети Кирил и Методи, во 7 часот ќе се одржи литургија во црквата во градскиот парк, а од 10 часот ќе се пристапи кон спроведување на светата литија до црквата во дворот на средното општинско училиште Методија Митевски Брицо во Делчево. Ги покануваме за оваа прилика сите граѓани на општина Делчево, сите добронамерници да присуствуваат и на свечената литија и на свечената литургија. Големата трка Делчево трча за здрав живот, која беше планирана како дел од активностите по повод Свети Кирил и Методи, е одложена и ќе се спроведе во месец септември. Валери, за разлика од другите градови, еве и во Скопје немаме голема раздвиженост утрово, но може да забележам за тебе дека голем број на граѓани во Светиот храм од утрово доаѓаат. Така ќе биде и преку целиот ден, еве и години наназад, како голем број се излегуваат да го прослават овој ден? Токму така, како што гледате, голем број на граѓани дојдоа денеска да го одбележат денот на градот Делчево, 24 мај. Потоа, како што беше кажано во прилогот, ќе се крши славски колач во дворот на гимназијата во Делчево, која што во чиј двор пред многу одамна имаше храм кој го носеше тоа име и беше срушен. Затоа што е значајно и од кога градот реши да го слави денот посветен на светите браќа Кирил и Методи, јас имам и соговорник, Тони Стојменовски, советник за локален економски развој во општина Делчево, кој што ќе ни каже нешто повеќе од кога овој ден е прогласен да биде патрон на градот. Пред се добар ден на сите и да ги поздравам гледачите на Нова телевизија. Овој ден, значи, 2012 година, по иницијатива на митрополитот Брегалнички, господинот Иларион и градоначалникот на општина Делчево, се покрени иницијатива која истата беше прифатена во истиот момент и од тој ден, значи, од 24 мај 2012 година, со одлука на свечената седница на тогашниот совет на општина Делчево, беше прогласен за патрон на градот. Овој ден е од големо значење за Делчево, од причина што во далечната 1961 година, пред сегашната гимназија Методи Митевски Брицо, имаше огромен храм налик на овој зад нас што го гледаме во моментот, и истиот беше срушен од тогашните власти во месец септември. Од тогаш на некој начин граѓаните на градот Делчево и граѓаните на целата општина Делчево, па можам слободно да кажам и на целиот регион, живееја во некое исчекување сето ова да биде возобновено и оваа историска грешка да биде поправена и да им се врати овој храм на верниците. Пред 20 и неколку години, значи, храмот Кирил и Методи беше започнат со својата изградба.
и еден дел од него беше пуштен во употреба веќе 2012 година, делот што го гледаме во моментот зад нас и каде што денеска имаме можност и среќа да ја вршиме света божествена литургија со чиноначалствување на митрополитот Брегалнички господинот Иларион. Од 2012 година, како е донесена оваа одлука, па се до денеска, значи на овој ден, граѓаните на општина Делчево, жителите, заедно со локалната самоуправа и со Македонската православна црква, представувана од Брегалничката епархија, се служи свечена литургија и после завршувањето на свечената литургија редовно има литија каде се посетува местото на некогашниот храм Свети Кирил и Методи. Исто така значајно е да спомнам дека пред 2 години, благодарение на бизнис секторот, на господинот Дамјанов, беше изграден и параклис на истото место, кој што го носи името на Наум Охридски, беше изграден и пуштен и предаден во употреба, каде исто така верниците и граѓаните имаат можност да присуствуваат на свечени литургии. Ете така, тоа беше дел од историјатот кој што го слушнавме од нашиот соговорник Тони Стоименовски, советник за локален економски развој во општината Делчево. Се надевам дека е доволно за сите оние кои што сакаат да научат нешто повеќе зошто Делчево го слави патронот на градот токму на 24 мај. Се надевам и дека денеска ќе ве послужи убаво време, со оглед на тоа што гледам дека малку и видува. Се надевам дека и сончевите зраци ќе ви дојдат за успешно и да ви помине овој ден. Што има друго ново во Делчево? Што се случува? Во ваш реон е исто така и Берово. Да немаме нешто ново таму? Или од Делчево ни се информациите денеска? Информациите кои што ги спремивме се повторно од Делчево, Делчевската гимназија, Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, деновиве финишираше со проектот кој што го спроведуваше со училиште од Благоевград, Кузман Шапкарев, меѓуграничен проект кој што имаше за цел социјална кохезија помеѓу двете училишта со неколку работилници во локалните клубови кои што ги имаат и двете училишта, учениците да се зближат, да направат сопствена веб страна на која што може да се види сето она што е сработено во рамки на овој проект, а во Делчевската гимназија прилично е сработено. За сето она што овој проект значеше за нашата гимназија, погледнете во продолжение во следниот прилог. Учениците веќе общуват помеѓу си, изградихме прозрачност на проекта и чрез нашата веб страница може да се проследят всички наши дејности. Во трите училишта практично во овие 2-3 години имаме завршени проекти и проекти кои што се во реализација. Во гимназијата веќе добивме нови простори со што е возможено едносменско работење, заштита на енергенси. Основното училиште Ванчо Прке исто има подобрување на енергетска ефикасност, таму имаше замена на прозори и на кровна конструкција, исто преку ИБА програма. Додека во основното училиште Свети Климент Охридски во моментот се работи, се менуваат прозори, се мени кровна конструкција, значи и овде станува збор за енергетска ефикасност, така да нашите училишта се разбира ќе имаат заштита на енергија сите три, ќе имаат подобри финансиски резултати и подобар услов за престој во училиштето. На огромно мое задоволство можам да кажам дека на 30 мај 2016 година завршува проектот кој што е за прекогранична соработка со едно училиште од Благоевград Кузман Шапкарев. Проект кој што започна како идеја од 2012 година, реализацијата завршува сега. Проект кој што ни овозможува двете училишта, освен да соработуваме професионално меѓу наставници и професори, значи изближување преку воннаставни активности, проект кој што преку инвестицијскиот дел, во кој што ние сега се наоѓаме, имаме доградено 6 училници, овозможува едносменско работење. Значи, целта е целосно постигната, можеме да кажеме дека сме благодарни што преку работата на овие клубови, односно преку успешната реализација на овој проект финансиран од ИПА програмата, ние успеавме да добиеме едносменско работење, со кое што сметам дека не само ние како училиште, туку и целата општина ќе има бенефит, бидејќи знаеме што значи едносменското работење, колкава е заштедата и во енергија, и во затоплување, и во организирањето на превоз на учениците. Значи, ние до минатата година работевме во 2 смени, а еве сега работиме во 1 смена. Значи, формиравме 6 клубови. Значи, имаме спортски клуб, имаме новинарски или публикација во Бугарија
имаме еколошки клуб, имаме ликовно клуб, имаме јазичен клуб. Значи тоа се клубовите кои што музичко и ликовно мислам дека ги кажав, и екологија и бизнис и предприемништво. Значи 6 клубови кои што работат и кои што разменуваат искуства. Училиштето наше, клубовите наши заедно со училиштето од Благоевград, односно со клубовите таму. На 2 пати имавме и надпревар во кој што ги одмерија знаењата и сметам дека надпреварот повеќе беше можност за дружење меѓу учениците од нашите училишта и навистина имаат прекрасни искуства и едните и другите. Валери, која сме веќе кај проектите, знам дека во Делчево се работи, се остваруваат голем дел од замислените проекти. Ме интересира докаде се проектите во инфраструктурата. Што имаме ново? Што можеш да најавиш? На што се работи? Токму така, присуството на нашиот гостин ќе го искористиме да ни одговори на неколку прашања со кои што тој лично е, во кои што тој лично е инволвиран, во реализацијата на проектите е лично инволвиран. Кажете ни, господине Стојменовски, што се работи на поле на инфраструктурата од активности во моментот во општина Делчево? Така, во моментот се работи на голем број на активности во делот на инфраструктурата од општина Делчево, активности поврзани со општина Делчево, со буџетот на општина Делчево, но и со буџетот од владата на Република Македонија и странски донатори. Ќе напомнам неколку поинтересни проекти. Во моментот се изработува, тоа се гради патека на биодиверзитетот долж левата страна на река Брегалница во централното градско подрачје. Патека на биодиверзитетот, бидејќи се гради од природен камен, ќе има поставено 20 информативни табли со видови кои што живеат во реката Брегалница и тоа во горна Брегалница, токму во делот кај што минува низ градот Делчево и општината Делчево. Потоа интересно е да спомнеме дека во завршна фаза е регулацијата на река Брегалница, исто така во централното градско подрачје, проект финансиран од Европската унија и прекогранична соработка Република Македонија, Република Бугарија. Исто така се реализираат, односно во завршна фаза се подготовката за започнување на асфалтирање на рехабилитација на 3 улици во централното градско подрачје, проект финансиран исто така од ИПА преку Министерството за финансии и асфалтирање на уште неколку приградски населби, тоа е улици во приградските населби, финансиски средства обезбедени преку владата на Република Македонија од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој. Ние искрено се надеваме дека и оваа година ќе ни бидат одобрени апликациите што од странски донатори, што од владата на Република Македонија и со средства од буџетот на од општина Делчево ќе продолжиме со истиот интензитет се со цел да го подобриме условите на граѓаните се да бидат подобри. Ете така, Јована и гледачите кои што имаа можност да слушнат дел од разговорот со господин Тони Стојменовски, советник за локален економски развој, се надевам дека во денешното наше издание на Рано наутро доловивме дел од она што се случува во Делчево. Мислам дека ова е наше прочем и прво случување од Делчево. Имавте можност да слушнете што се Делчево одбележува во рамки на 24 мај, денот посветен на сесловенските браќа Свети Кирил и Методи. Ако имате некој дополнително прашање, ако не, тоа би било се од Делчево. Ти благодарам, Валери. Да, тоа би било се од Делчево и посакувам убав и успешен ден. Денеска си го славите патронот на градот. Ви посакувам да ве послужи времето и да ви помине убаво денот. Се гледаме во следни вклучувања на ново во градот. Почитувани, правиме кратка пауза и одиме во ризницата на таленти.